Добар ден, дечки. Огноборев тука. Денес се наоѓаме во просториите на командно-оперативниот центар при ППЗ на градот Скопје. Место каде што завршуваат вашите повици од било каква природа и за било каква несреќа. Бројот 193, кој е број на пожарна и е достапен 24 часа за сите од граѓаните, е нашиот најголем проблем во последно време. Или граѓаните не се сеќаваат, или никогаш не го знаеле. Често се случува да се јават да згрешат да побараат полиција или брза помош. Но тоа не е повеќе никаков проблем. Зад мене се наоѓаат мониторите и опремата на новиот број 112, кој ги заменува останатите 3 служби каде што може да пријавите од секаков тип на несреќа и колегите од таму ќе ни исконтактираат и ние ќе завршиме работата најдобро како што знаеме. И не заборавајте, се додека овој број е активен, можете да се јавувате тука било кога. Услугата не се наплаќа, како што не се наплаќа нити услугата на пожарникарите. Бидете така. Овој видеозапис се чини совршен вовед во разговорот кој што следува во утринската програма во наредните минути. Пожарникарите од секогаш биле и ќе останат херои на градот, а нивната хуманост останува најголема гаранција за безбедноста и заштитата на нашите животи. Предпоставувате, зборуваме на оваа тема со гостин кој е многу повеќе од посветен пожарникар. И токму гостинот кој го имаме во студиото 3 на Македонската телевизија работи во Скопската противпожарна бригада, професионалец за кој што ќе зборуваме во Македонија наутро, кој сите згоди и незгоди поврзани со работата реши да ни ги прикаже на YouTube каналот. Што значи да се биде пожарникар, какви предизвици носи работата и од друга страна колку ние сме одговорни и им ја олеснуваме работата ним. Тема на разговор со Михаил Караколев. Добро утро и добре ни дојдовте, Михаил. Добро утро. Најдов, благодарам на поканата и фала ви што приметувате ситни големи нешта. И пред да започнете, да ви подарам нешто не пишано правило, меѓутоа официјално, кога пожарникар оди на гости некаде, го подарува својот грб на својот втор дом. Никола, ова ќе биде на нашето биро. Јас се извинувам затоа што едно понесов, не знам дека ќе бидете утро во 2:00. Ние имаме заедничко биро, така да ќе биде супер. Овој подарок е наш заеднички. Неодамна ги видов вашите клипови на социјалните мрежи и исто така ја видов неверојатната реакција на коментари всушност на истото, дека ваква нешто не видела, дека сакаат да го има во поголем број, дека всушност ние поим немаме, народски кажано, што правите вие пожарникарите. За да дојдеме до видејата, би сакала да дадеме свој виден вовед. Како почна вашата приказна со пожарникарството? Имате некои од роднините кои се во професијата или пак чиста љубов? Да, за некому чудно, меѓутоа неколку мина од нашата генерација првпат примени после 94-та година, 2011-та беше првата генерација тогаш примена. Многумина од нас беа без никакво противпожарно потекло. Тоест нема родители или дедовци кои што ја работат оваа работа. Се сеќавам се појави оглас, паралелно на тоа животот свој го посветував на уличниот фитнес и секој ден киснев на кеј. Кога го добив повикот, после долг период, може би за малку се откажав, меѓутоа се појави во право време, ета така испотен, вратен од трчање од склекови, се јавија на телефон дека треба да дојам на интервју и директно поидов во градското собрание и искористив шансата, се покажа физички и сето понатаму историја. Би сакал малку на овој момент повеќе да се задржиме. Кога и како станавте дел од Скопската противпожарна бригада и какви се подготовки се потребни за еден пожарникар да биде добро подготвен за реакција во секое време? Така, примен официјално тоа е некаде измеѓу сезоната 2011-2012 година, како веќе што спомнав претходно, ние сме првата генерација примени пожарникари после 1994 година. Нормално стојат физички и тешки тестови за сето ова, стојат психолошки тестови и стојат писмена работа, тоест предавања од 12-13 предмета, буквално како еден спој на мини факултет и мини средно училиште. Бевме околу 24-25 луѓе, ако не се лажам. Нормално селекција направена од веќе 150 и 200 пријавени луѓе од Скопје и пошироко. Не примија што не примија, започна школата беше на почеток еден голем стрес, затоа што не е сепак она што сте го гледале на филмовите, него овој пат ќе ставите 35 килограми опрема на себе и ќе влезете во нешто ново, у суштина тоа е оганат контра вас. И кој е првиот совет кој ви го дадоа вашите повозрастни колеги и од друга страна години подоцна која е првата реченица која вам сега ви паѓа на памет кога станува збор за вашата професија? Биди ефективен, не брзај,
ама размисли пред да го сториш тоа што ќе го направиш и секогаш делуваме како тим. Никогаш не си сам. Секогаш размислувај дека треба да помогнеш на колега, а и тој треба да размислува на тебе. Дефинитивно пожарите бараат брза и навремена реакција во било кој дел од денот и ноќта. Која е таа моќна фокус и брза подготовка за интервенирање? Колку тоа се стекнува преку сите оние обуки кои што ги имате или сепак станува збор за искуство кое што го стекнувате со годините? Убаво прашање, ќе се задржам на вториот дел од прашањето. Реално гледано, за да може пожарникар да делува самостојно во случај каде што нема помош, да се повлече, тоест да ја изреализира, да го изгаси пожарот и да се повлече безбедно, потребни се 5 години. Значи, од прилика тука 5 до 7 години за да го стекнете тоа искуство, in the gut, што викаат американциве, и за да можете да продолжите понатаму. Значи, реално гледано, испечен занаете, према мене, 5 до 7 години може да кажеме дека сме комплетен пожарникар. И што вели работното искуство низ годините? Расте ли бројот на пожари во Скопје и колков процент од нив ги причинуваме ние, односно човечкиот фактор, а за колков се виновни временските напогоди? Така, да бидам искрен, веќе го имам кажано во претходно интервју, човечки фактор е поголемата причина. Да не звучам како некои наши политичари да кажувам во проценти, меѓутоа најголемата причина е човечкиот фактор, да не се лажеме. Дистанцата помеѓу емоциите и професијата секогаш треба да постои, особено во оние професии во кои што зависи животот на луѓето. Постои ли некоја ситуација во која поради сплетна околности вам би било тешко лично да издржите емотивно? Издржувањето на емотивноста е што велиме ние зад портата, од кога ќе заврши случајот, нели, ќе смените смената, ќе идете према своите дома, а нормално таа проблематика не треба да биде да се носи дома. Психолошки момент сите има, кај некој се одразува повеќе, кај некој помалку. Затоа често во работните смени со командирот организираме предавања на кои што ги согледуваме од обработените пожари претходно, кој направил грешка, кој треба да се потикне. Меѓутоа ќе искористирам оваа прилика како апел, веќе поборник сум 10 години дека оваа служба има потреба од медицинско лице, психолог и психијатар, затоа што проблемите од работа не треба да се носат дома. И кога веќе почнавме да се навраќаме на ситуациите кои сте ги поминале низ искуството годишно, постои ли ситуација кога сте се исплашиле за својот живот и животите на граѓаните на кои сте им помагале? Постојат многу такви ситуации, особено кога се наоѓате на конструкција на кров, особено кога се наоѓате во подрумска просторија, особено кога се наоѓате во урбани средини, станови и згради. Често се случувало да наш колега го спаси нашиот живот и ние неговиот, особено ако станува збор за пожарно отворено некаков си одрон или попуштање на кровот. Значи, буквално сме биле сведоци на повлекување на својот колега. Колегата пропаднат од половина своето тело во опожарениот дел, благодарение на опремата што ја носиме и кратката постапка на колегата, многу животи биле спасени. А за она што го зборевте во однос на граѓаните, некако како да имаме суперсила од која ќе облечеме униформата. Размислуваме само на нив и, како веќе што спомнав, тие 5 години ти изградуваат како буквално комплетен пожарникар. Не размислувате на тоа дека некаде ќе паднете или некаде нема да успеете, размислувате на потенцијалните жртви и на кратење на пожарот. И во овие животозагрозувачки ситуации се чини пресудна едукацијата. Многу е важно граѓаните да ги знаат основните правила како правилно да постапат во случај на пожар. Тоа всушност беше и мотивот за овие видеа кои што ги објавувате на YouTube под хаштагот Огноборец збори. Токму така. И претходно е зборено на оваа тема, меѓутоа не ми се допаѓа како медиумите го шират ова. Говорено е околу тоа што треба прво да направи човек кога се справува со локален пожар, тоест во неговиот објект или соба. Доколку се работи за пожар, каде што, еве, например, кујната, знаеме да заборавиме тавче, од тавчето се префрлило према прозорот, ги фаќа сите текстилни делови и понатаму, знаеме дека е тука, се што правиме се повлекуваме од таа просторија, како поминуваме соба за соба, ги затвараме вратите за себе, по можност, доколку ние во правец на движење балконот таму да заминеме и да повикаме 193 или 112, или доколку се работи за пожар во зграда, веќе сме свесни за тоа, никако да не ги употребуваме скалите,
затоа што тоа е буквално грдо звучи самоубиство и неправилен момент, и го повторуваме истото. Се повлекуваме онаму каде што има помалку чат и како движиме во тој правец ги затвараме сите врати и повикуваме 193. И сега ајде малку да проговориме и за видеата, за кој споменав во најавата. Имаше многу убава реакција од граѓаните и се уште пристигнуваат нови и нови позитивни. Од она со што започнавме денеска, кој е бројот, до што се правите на интервенција, како се однесувате во слободно време, какви подготовки имате во текот на смените, се некако одлучивте да ни направите достапно. Ке споменам, не е нов концептот, апсолутно не е топла вода и ќе започнам од оној дел како започнува нашата работна смена. Започнува во 7 часот, нормално 24/7 функционира нашата служба. Во 7 часот ја примаме претходната смена, од 7 до 7:30 се проверуваат возилата и опремата. После тоа има еден минимален одмор за доручек и кафе, чај и што и да е. После тоа разговараме на тематики кои ги обработуваме и предуваме на физичкиот дел на нашата работна кула и пред гаражите и следуваат вежби. За да им доловиме уште еднаш на гледачите за што станува збор, овој клип го планиравме некаде на крајот на разговорот, но Рижија ќе ве замолам доколку е подготвен вториот клип да го погледнеме сега за да можеме да го продискутираме и да видиме за точно што станува збор, односно што Михаил објаснува во вториот клип. Ако е подготвен да го видиме. Ајде. Здраво, дечки, Огноборец тука, моментално се наоѓаме во бригадата на градот Скопје. Зад мене е добро познатата кула за вежбање на кој стои мурал од хероите на градот. Истовремено се одвива и вежба со сноркел возилото, донација на времето од Велика Британија. Возило кое на себе содржи корпа и која корпа може да се користи за спасување на потенцијални жртви, но и пренос на водена линија до онаму каде што е потребно да се изгаси пожарот. Со нејзе управува професионален возач пожарникар и од прилика незината висина може да покрие 9-10 просечни спрата по градот. Тоа што ми се допаѓа што се кратки, концизни и имаат многу информација во само една минута. Каква беше реакцијата на колегите ваши кога ги видеа? Ќе се навратам повторно пред 10 години, кога за прв пат објавив дека нешто се работи во бригадата, нормално дека се работи, но за прв пат го ја освеживме бригадата со тоа што го застапивме повеќе фитнесот и работевме на тој план. Пожарникарските вежби нормално се постоеле. Нештата беа 50-50 и тоа е како што функционира модата, нели? Ако облечеш нешто ново, 3 дена си на мета, види го каков е таков, за недела дена сите почнуваат да се облакаат така. Така беше и тогаш, нормално. Прва генерација примени после толку период, доаѓаме од непожарникарско потекло, немаме родители пожарникари. Меѓутоа со текот на недела 2-3 помина сето тоа беше прифатено со разговор сите нормално братски и подетално со секој од секого. И благодарение на тоа што го прифативме, се изборивме конечно противпожарната служба или бригадата на градот Скопје да добие спортска теретана или вежбална. Сега сите професии во кои што постои ризик, јавен настап, се поврзани со високи дози на адреналин, кој што по завршувањето на врските прави невиден замор, често пати тука и оној брз пат на имунитетот. Како се справувате со овие ситуации и што по една напорно завршена смена? По една напорно завршена смена многу вода. Пред се, како што кажав, се стремиме проблемите да ги оставиме во кругот. Секоја наредна смена го разговараме тој тежок пожар или било каков да е. Меѓутоа, контролата на адреналинот. Па нормално затоа и постојат тие тестови додека се примаат пожарникарите. Не секој може да се справи со тоа. Не е војна тајна дека при третите смени пожарникарите имаат пасивен одмор, но тоа значи дека сме нокни птици на едно око. Постои дежурен водич, дежурен командир, заменик командир, командир на чета, дежурни на капија, значи хиерархијата е буквално војничка, постојано некој е во функција и во движење, а оној дел со адреналинот, па ете, за тоа е потребно искуство и многу вежби, не само во бригадата, но и да учествувате заедно со постарите колеги, да увидите за што станува збор. Не секој може да го работи, затоа да не се повторувам, тоа се чувствува на самите тестови при примањето во бригадата. И години наназад се дека не ни се случија големите пожари минатава година во земјата, имаше многу и негативни коментари од аспект на тоа што прават пожарникарите кога сите други работат. Видовме што прават пожарникарите кога сите не работевме, а имаше пожари во земјава и тогаш видовме дека професионалноста е нешто што не го ставаме
како предмет на дискусија, но се отвори тема на дискусија во какви услови работат пожарникарите. Новото време и модернизацијата секако налага подобри услови за функционирање, кои не секои противпожарни бригади ги имаат, но оно што ме интересира, во какви услови работите во моментов и како би сакале да ја видите противпожарната бригада за 10 години од сега? Е убаво прашање, како веќе претходно ќе се задржам, ќе почнам со вториот дел од прашањето. Противпожарната бригада за 10 години ја гледам барем со 100-150 нови момци и женски, се разбира, и барем уште 5 до 10 навални возила и уште една нова скала, накаде едно тактичко размислување како би било за да исполниме према оној процент на еден граѓанин колку треба пожарникари на 1000 граѓани. Така. Нема да зборам многу за тие бројки. Под прилика тоа, али би се пофалил со она што дека не многу кубуриме со опремата која се носи на пожар, не кубуриме со урбана противпожарна униформа која носиме преку целите денови. Можам да ги пофалам колегите кои што одат на технички интервенции, имаме многу добра хидраулика, пошто одиме на сообраќајни незгоди, одиме на заглавени лифтови, одиме на поплави. Единствено што фали бројка, сега за сега, и дел од возниот ред да се пополни, и ќе искористам оваа прилика ги поздравам сите пожарникари на градот Скопје и во Македонија. Знам колку ми е јасно дека еден човек од нив работи за тројца. Пред крајот на разговорот, блиц прашање, споменавме претходно во разговорот, што е она што е најважно, а треба да го знаат граѓаните во случај на пожар, кои се оние први 3 клучни чекори кои што треба да ги направи секој еден од нас доколку се најде во ситуација на пожар? Доколку немаат средства како ПП апарат или противпожарен систем во објектот, не може да се справат со она што го причиниле, се повлекуваат во правец на балконот, во тој правец ги затвараат сите врати, доколку не станува збор за пожар во зградата, нормално може да излезат по скалите безбедно, но најбитно е додека сето тоа го прават да посегнат по телефонот, да повикаат 193 или 112. И на кои теми ќе бидат видеата во периодот кој што следува, за што ќе се говори? Еве најава да им дадаме за огнеборец зборе. Ето така како и во претходниот наш разговор, веќе како да сте ме прочитале, следно што е наред е да почнуваат да гостуваат колеги и пожарникари да раскажуваат за своето искуство. Секој пожарникар стои зад своето возило, секој пожарникар е специализиран да делува оно каде што треба. Поделени сме во повеќе оделенија, ќе биде интересно со секаква позадина, со секаков тип на опрема, така да во тој стил ќе продолжиме. Верувам дека ќе бидат инспирација како за сите граѓани, така и за вашите колеги. Апсолутно. Па и за нас, за нови гостувања, да. Михаил, благодарам за отвореноста, за разговор во. Ви благодарам на поканата, се чувствував како дома, фала на прилика.